Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Отца и Сина и Светлого Духа. Амин. Возлюбени во Христа Бога, братья и сестры, нека не честит празникот на нашиот духовен родител, покрстител и просветител, равен на светите апостоли Климент, нашиот комшија од Охрид. Една извонредна личност, за чии квалитети можеме да зборуваме не толку врз основа на она што самиот како писмено наследство ни го оставил, уште помалку врз основа на оноа што врз основа на премногу скудните податоци за него како личност запишани во неговото житие. Толку што врз основа на севкупната литература што била создавана во епохата во која што тој живеа, а и бил современик на светите браќа Кирил и Методи, на светиот патриарх Цариградски Фотий, крупни личности, имиња запишани со златни букви во историјата на црквата и во историјата на светото и свештеното предание на црквата. Покрај тоа што сите тие биле големи, во однос на нивниот успешен обид, Светото Евангелие не само да го читаат, туку исто толку и да го разбираат, и што е повеќе од читањето и разбирањето, да го преточуваат во свој собствен живот. Фактот дека лично се знаел со свети Кирил Солунски, со свети Фотий Цариградски, со свети Методи Солунски, ни дава до знаење дека и самиот тој ги имал квалитетите на нивните современици со кои што најприсно, најблиско соработувал. Покрај длабокиот духовен живот, сите нив ги краси едно прекрасно образование со кое што се стекнале поминувајќи низ тогашните високи византиски училишта, на кои што науката не се истражувала и не се изучувала парцијално, онака како што на денешните универзитети тоа се прави, па поради што најчесто многу науки денес се доведени во ситуација да се негираат една со друга, а целта на науката не е да го расчлени и да го расчеречи човекот и светот, туку да согради една интегрална слика, представа и знаење за човекот и за светот. Токму такви биле универзитетските центри низ кои што поминал свети Климент Охридски чудотворец и поради што неговата теологија, неговата философија, неговата медицина, неговата поезија, неговата ораторска способност
бавењето со другите, тогаш популарни науки, но и уметностите, каква што е ликовната, музичката, архитектурата. Сето тоа Свети Климент го собрал во себе и соградил едно целосно, ќе кажам, панепистимиолошко гледање на животот и на светот. Панепистимион, грчкото име за нашиот универзитет, а тој поим универзитет, нашите словенски браќа, хрватите го превеле како се училиште. Светиот Климент спрема тоа целиот свој живот и сето своје знаење го темели пред се врз најсветите книги, Стариот и Новиот Завет. Стариот и Новиот Завет ги познава од обете страни, како библиска историја на старозаветниот избран народ и библиска историја на новозаветниот избран народ од една страна, и како библиска теологија, односно како содржина, чие значење е неизмерно за човештвото низ сите времења до скончанија веки. Своето образование го темели врз делата на најголемите отци и философи на црквата, особено ги сакал светите кападокици. Од светите кападокици со особена љубов му приоѓал на Свети Григорий Богослов. Во неговите беседи можеме да препознаеме бројни цитати позаимени од делата на Свети Григорий Богослов. Зборувам за беседите на Свети Климент Охридски. И на крајот криштата, како архиереј на Светата Црква Божја, тој целосно ги реализира зборовите запишани во денешното Евангелие, дека е добар пастир, кој што го предводи своето стадо, не допушта да биде од стадото предводен и го предводи така што е подготвен во секој миг од својот живот да го даде животот свој за своето стадо од Христа Господа, доверено на умножување, на чување, односно на спасение. И денеска Свети Климент, нашиот духовен родител, нашиот духовен патриарх, е пред нас, бидејќи е пред секое време. И пред секое време, бидејќи му припаѓа на вечноста, а на вечноста и припаѓа затоа што уште во историјата ковал духом си ја тим вечни и несмртни вредности, според кои што ние, православните македонци, и денеска треба да живееме и според нив да се раководиме во нашиот живот и во секоја наша животна ситуација, на планот на мислата, на планот на помислите, на планот на чувствата, на планот на јазикот. Целиот човек наш треба да биде сообразен со философијата на Свети Климент Охридски, за која што Свети Јустин Челиски би рекол дека поседува богочовечки димензии. И хуманизмот на Свети Климент е хуманизмот на неговиот учител Фотие Цариградски, а патриархот Фотиј Цариградски е творецот на така наречениот
teohumanizam, bogočovečki humanizam, od košto dnešniот svet, vakov kako što go znajeme, se odkažuva u imeto na jedan totalno antropocentričen humanizam, ko što ne vodi kon nikad. Od tuka proizegуваат сите кризи што се денеска ги живееме. Целото човештво, сиот свет и ние, македонците, поради што за излез од сегашната историска ситуација, која што ни изгледа прилично безизлезно, мораме да му се вратиме на Свети Климент Охридски и на севкупното негово богословско наследство што ни го остава во аманет нам и на нашите деца, додека е светов и веков. Амин. За